имунитет. Дел од нив се и пробиотиците, иако можеби постојат дадени митови или заблуди дека единствено нивната намена е поврзана со диарејата, сепак овие производи имаат малку поширока примена, па сите прашања поврзани со истата ќе добијат свој одговор во рамки на разговорот кој што следува. Нормално дека и вие ќе бидете наградувани. Денеска најбрзите тројца од вас ќе добијат по еден ваков производ, станува збор за Провен пробиотици и тоа имаме такви кои што се наменети за дечиња, кои што се со рана возраст, оние кои што одат во градинка, уште еден наменет за малку повозрастните, односно оние од училишна возраст и уште еден подарок наменет за возрастните, тие кои што можат да си имаат негова секојдневна примена и употреба. Како што реков, деталите како правилно да ги одберете пробиотиците и како правилно да ги употребувате, ќе ги слушнете во продолжение. Мој денешен гостин и соговорник на оваа тема е доктор Зоран Гершановски, кој што е стручен соработник на Зегин Веледрогерии. Доктор Зоран, добар ден, добре дојдовте во Македонија денес. Добар ден, добре ве најдов. Голем поздрав од мојата компанија и до вас во Телевизија 24, до нашите гледачи. Сезонски е интересно да споделиме неколку и корисно, неколку информации околу имунитетот. Пробиотиците, како што најавивте, не наоѓаат примена за подобрување на здравието, само кога имаме диареја или некој така цревен дискомфорт, нелагодност, туку и во имунитетот, во подобрување и зачувување на имунитетот. За да стигнеме до пробиотици, би сакал само накратко да воведам во тоа што во организмот, во човековиот организам, во цревната флора има огромен број на милиарди бактерии. Околу 70% од сите тие бактерии се во една рамнотежа и се наоѓаат во цревата. Според некои точни статистики, да речем, има околу 100 до 1000 милиарди бактерии во нашиот организам. Сите тие се во една рамнотежа. Сега, кога организмот кога таа цревна микрофлора е во рамнотежа, организмот добро функционира, имунитетот е окей, но кога од некои причини таа рамнотежа бива нарушена, значи тие добри бактерии ни требаат нас да ги надополниме. Тоа се многу милиарди добри бактерии. Тука влегуваат пробиотиците и ние ги надополнуваме со земање на суплементи како што се Провен пробиотиците. Значи, можеме да го... Тие пробиотици делуваат на целокупното здравје на организмот. Што значи? Ако сакаме ние да ја зачуваме и да ја одржуваме таа рамнотежа во цревната флора на бактериите, можеме да се заштитиме и да си земаме превентивно, секојдневно, пробиотици, а особено кога, да речеме, со користење на антибиотици, со некои надворешни влијанија, со пад на имунитетот, кога ќе се наруши таа рамнотежа, тогаш индицирано, дали заедно со терапијата или одвоено, се земаат таргетирано за таа намена. Да, ќе објасниме како правилно да ги одбереме и како правилно да ги применуваме. Нормално се со цел да имаме позитивни резултати, но го имаме првиот гледач, ќе му дадеме предност, па велам добар ден за кого? Добар ден. Голем поздрав до вас. Поштовање до емисијата, поштовање до докторот и би сакала само едно прашање ме слушате? Да, ве слушаме, поставете го прашање. Значи, прашањето е дали ова секојдневно по еден пробиотик важи и за децата, освен за возрастните, бидејќи имам внучиња, изложени се сега на секакви вируси, од време на време примаат антибиотик, дали треба превентивно по една таблетка да примаат и од пробиотиците. Добро, само пред да се исклучите, ве молам, кажете ми, ќе бидете наградени со едно пакување од Провен пробиотици, за која возраст ќе биде вашиот избор, вашите внуци на која возраст се, дали се предучилишна или училишна? Училишна од 7, другиот е 12. Добро, ќе добиете еден таков подарок, Провен пробиотици наменети за вашите внучиња. Подарокот ќе ве чека во просториите на Телевизија 24. Ве молам уредно оставете ги вашите податоци и ве чекаме во рокот 7 работни дена тука
тука кај нас да си го подигнете вашиот подарок. Еве едно убаво интересно прашање, можеби еве накратко ќе прескокнеме дел од нештата што сакавме да ги кажеме, но да одговориме на гледачката дали има разлики во употребата примената на пробиотици кај деца и кај возрастни. Пред имаме нели различен производ кој што е наменет за различна возрастна група. Работата е убавото нешто во Провене што тие имаат пробиотици, различни пробиотици наменети за сите возрасти, за сите категории, што значи дека секој може да си го најде својот пробиотик. Моментално во Македонија ЗЕГИ носи 7 различни пробиотици. Тоа се пробиотиците за трудници, пробиотиците за новороденчиња, пробиотиците за дечиња од 1 до 4 години, тодлерс наречени, пробиотиците Fit for School од 4 до 16 години, пробиотиците со А до З мултивитамини и коензим Q10 кои што се за повозрастна популација, пробиотиците Провен Travel за секојдневна употреба, тие не се со авиончета, не се само за патување, но плюс покрај заштита добиваме и намалување на непријатности од патувањето заради состојките во пробиотикот. И последен пробиотик кој што ЗЕГИ го донесе е пробиотикот 50 милиарди. Така е наречен. Сите тие може да си најдат примена кај секој од нас. Конкретно за прашањето на гледачката, дечињата кои што еве во сезона. Многу дечиња одат во градинки, во школо, таму нормално се во контакт кои се играчки со други дечиња, настануваат нели и инфекции, одиме редовно по доктори, ама тоа е, така се гради имунитетот. Убаво беше прашањето затоа што пробиотиците не се единствено наменети само кога имаме индикација или потреба или инфекција, кога одиме на доктор. Најубаво би било секојдневно да ги користиме овие пробиотици затоа што се безбедни, а многу ќе ни помогнат за севкупното здравје. Што значи ако дечињата се на возраст од 4 до 16 години, слободно може секојдневно да си користат Провен пробиотици, од овие што се Fit for School наречени, односно тие не се само во себе пробиотици, содржат и мултивитамини, содржат витамин С, витамин Д и нормално, доколку се користат редовно, ќе бидат заштитени децата, за да не им се случи нарушување на таа претходно спомната рамнотежа, па да стигнат до инфекција, или веќе, ако се случи некакво заболување, тоа ќе биде со поблаги симптоми, со помалце проблеми и пократко трајно. Овие баш Fit for School што ги спомнавме се многу интересни, јас малку иземам од мојата постара ќерка, затоа што се во вид на бомбончиња, со премногу убав вкус на јаболко, така да и мене ми се допаѓа. Децата да немаат отпор, нели, затоа што знаме понекогаш е проблем. проблематично кога треба било каков лек или суплемент да треба да конзумираат децата. Спомена гледачката и антибиотици, тогаш кога ги комбинираме со антибиотици, има ли разлика во употребата? Слободно може да се комбинираат. Единствено би препорачале да се користат кога се зема антибиотикот 2 часа пред и потоа, тогаш да се внесува, не заедно со антибиотик и нормално пожелно е или препорачливо е да се зема со внесна храна. Значи со внесна храна има добра абсорбција, сигурно ги своето место, ефикасни се. Она што сакав само да дополнам, дека овие ако се за од 4 до 16 годишна возраст дечињата, се овидна бомбончиња. Тие знаат. Овие што се за дечиња во градинка од 1 до 4, тодлерс, тие се овидна прашок. Се раствараат во млеко, во сок, во кашичка, во било што, за полесно дечињата. Да, не можат сите дечиња на 2-3 годинки, не знаат сите бомбончи или капсула, така да се адаптирани во форма на прашок. Тоа е сосема разбирливо, производителите најдобро знаат како сето тоа треба да биде, во каква форма да е, за да можат да бидат и така конзумирани. Имаме и втор гледач на линија кој што ќе го наградиме, а претпоставувам ќе сака да постави некое прашање. Добро утро. Ало. Господине, ние ве слушаме, со кого разговараме, представете ни се само. На телефон Радко од Прилеп. Поздрав до вас и до емисијата. Пробиотикот ВЕИ ќе го користиме на моите внучина, кои моментално има така некои вируси и препорачано ни од лекарот, точно ова што го кажа и доктор, 2 сати пред употреба на антибиотик.
Значи, немам други прашања. Поздрав до емисијата. Добро, само јас имам едно прашање за вас, бидејќи споменавте имате внучења, дечења, на која возраст се, бидејќи ни остана уште две награди. Едната е наменета за оние најмалите кои што одат во градинка до 4 години. Да. Би сакале да добиете таков подарок? До 4. Добро. Во тој случај важи и за вас. Оставете ги уредно своите податоци во режијата и дојдете во Телевизија 24 во наредните 7 работни дена да го подигнете подарокот, ве чека тука во нашите простори. Еве еден пример каде што гледачот се согласува со ова кој што го говорите. Наоѓаат примена на пробиотиците. Сакав само да ве прашам, бидејќи гледачите некако не прекинаа во тој дел, кога ќе се спомене имунитетот и неговото подигнување, нели нормално пред се обрнуваме внимание на храната и тоа што го внесуваме, потоа доаѓаат суплементите, но претпоставувам поголемиот дел ќе се согласат. Ретко слушаме дека некој ќе ни препорача или ќе сподели со нас, па јас пијам пробиотици. Често се тоа други типови на витамини, мултивитамини, таков тип на суплементи, како да не важи тоа на некој начин правило дека и пробиотикот тука си има една важна улога. Вие споменавте мал дел зошто, но може ли уште малку подетално да објасниме, освен тој класичен внес на витамини, зошто и пробиотик? Да. Веќе свеста кај луѓето се менува со тоа што се повеќе и почесто се соочуваме со ефикасноста на пробиотиците баш во, да речеме, во дискомфорт на цревата, во нелагодност, при диареја, бенефити кога користиме антибиотик за таа нарушена цревна микрофлора. А во последно време се менува свести, се повеќе луѓе почнуваат да користат и за заштита, и во третман на некои заболувања пробиотици, затоа што ги согледуваат ефектите. Оваа компанија која што Зегинја има како партнер од Англија, 15 години интензивно вложува во клинички истражувања за да докаже дека се ефикасни и безбедни. Тоа е голема слобода ни дава за нас, за да ги искористиме сите тие бенефити на добрите бактерии. Ако ги видиме резултатите од некои нивни клинички студији, например, ова за школството беше една од нив, само дел. Тоа беше дека дечиња кои што одат на училиште и кои што користат за заштита Провен Fit for School, дека кај тие деца 30% ќе се намали отсуствувањето од часови. Има и други клинички студии кои што се уште поинтересни и посериозни, особено клиничките студии што се спроведуваат кај бремени и новороденчиња. Таму се спомнуваат алергиски реакции, за 50% намалување на алергиски реакции кај бебчињата. Нормално и атописките заболувања на кожата, атописка екзема и дерматит, за 30% до 50% намалување и во тие проблематики. Така да бенефитот од користење на пробиотиците испаѓа дека е навистина голем и значаен и ние останува да ги пренесеме сите тие информации. Ако знаеме дека нешто ќе ни користи, зошто не би го користеле? Токму така, доаѓаме и до оној момент кога сепак треба да одбереме на што ќе го земеме. Знаеме како изгледаат полиците во аптеките. Нормално тука се стручните лица кои што секогаш ни помагаат како да го направиме вистинскиот избор, пред се нашите доктори, нашите лекари, а потоа и фармацевтите. Но еве кога станува збор конкретно за пробиотици, да дадеме главни карактеристики, она што треба да го поседува еден добар пробиотик, па така луѓето да знаат дека кога ќе го земат, тоа е вистински нешто квалитетно што ќе им помогне. Да. Сите од нас кога ќе влеземе во аптека се прашуваме што е најдобро за нас. Нормално дека би сакале производителот да е со авторитет, да е со добра производствена пракса, да е обезбеден со сите неопходни сертификати за тоа. Нормално дека многу битно ни е да се докажани тие тврдења на производителот. Тоа се спроведува со клинички студии. Клиничките студии се сериозна работа која ни даваат доказ за ефикасноста и безбедноста. Ако ги имаме тие информации, или ако ги добиеме, дали од лекар или од фармацевт, пробиотици дневен препорачан внес, со оглед на големите бројки, милиарди на бактерии во цревната флора, препорачано било да се зема дневно
10 до 20 пробиотик со 10 до 25 милиарди добри бактерии во себе. Значи дневниот внес на добри бактерии би бил препорачан да е над 10 милиарди бактерии. Што значи? Ако ги споредиме, пошто во аптека имаме повеќе производи, едноставно се споредуваат информациите кои што се на декларацијата и го бараме тој што ќе е квалитетен, што ќе е ефикасен, што ќе е безбеден, тој што ќе ни го задоволи дневниот внес за да добиеме бенефит, за да имаме корист, за да не го користиме под многу долго време и за пократко време да го добиеме тој ефект и нормално битна ни е цената. Цената секогаш дека си има своја улога. Без разлика дали станува збор за цена во однос на милиарди бактерии или цена во однос на дневен внес на тие милиарди бактерии, ние успеавме да го донесеме Провен во аптеките на Зегин по најприфатлива цена. Да, секогаш најдоброто за нашите гледачи, воопшто за сите во Зегин веледрогерија. Ние сме срекни што сте наши пријатели на Македонија денес. Да, благодарение на оваа соработка, голем број на стручни лица се дел од нашите емисии, па можеме да дадеме убави и корисни совети за сите вас кои што не следите, а нормално и да ве наградиме. Го имаме ли третиот гледач на линија кој што ќе добие награда, пробиотик Провен? Добар ден. Да, добар ден. Поздрав до вас, поздрав до емисијата. Имам едно прашање за господинот. Ве следам од почеток, меѓутоа не сватив. Значи вака, Провенот треба да го користам еднаш дневно ради превенција, така? Меѓутоа, кога пијам антибиотикот ми е на 8 часа, тогаш дали треба 3 Провена да испијам или пак продолжувам со едно? Тука не ми е јасно. Добро, ќе добиете одговор на прашањето. Ве молам, оставете ги своите податоци во режијата. Вие сте добитник на Провен за возрастни, еве штом споменавте дека и самата го конзумирате. Се надевам дека ќе ви се најде на добар начин. Ве очекува подарокот во телевизија 24. Ве молам да го подигнете во рокот 7 работни дена. Еве уште едно интересно прашање од нашата гледачка: колку се разликува конзумирањето на Провен, тоест на пробиотик, во денови кога го пиеме за превенција и тогаш кога веќе мораме да пиеме антибиотици? Битно е за гледачката, кога е на 8 часа антибиотикот, рековме 2 часа пред и после користење на антибиотик, тогаш може да не бидат заедно само. Нормално да се зема пробиотикот со храна и препорачаниот внес на пробиотици, како што кажав, е над 10 милиарди. Има пробиотик кој што има 5 милиарди добри бактерии со многу витамини. Но тој, да речеме, би бил за заштита. Во текот на антибиотска терапија, убаво би било да земеме што е можно повеќе добри бактерии. Еве, последно регистриран во Македонија пробиотикот 50 милиарди, Провен, и тој би бил идеален во овој случај. Нормално, не е на одмет да се користи Провен Травел за секојдневна употреба со 12,5 милиарди добри бактерии. Ке имаме ефект, додека трае терапијата антибиотска, се зема пробиотикот, но тука не застануваме. Антибиотикот се ограничува на недела до 2, докторот тоа го препишува, го советува на пациентот, но користењето на пробиотикот треба да продолжи. Ние мислиме дека од прилика околу месец дена би било идеално, но нема проблем за секојдневна употреба. Сега за бројките. На 10 до 25 милиарди не е дефинирано. Што е можно повеќе, тоа е подобро. Сега, оние прашања кои што може да ги постават нашите гледачи се исто така, дали има можност од предозирање со тие добри бактерии. Соевите на добри бактерии, кои што се 4 главни соеви во Провен, се внимателно одбрани за да бидат апсолутно безбедни. Оптимално безбедни. Немаат несакани ефекти, не постои предозирање. Такви се соевите безбедни, клинички докажани. Што значи дека нема никаков проблем и да се зема 1, 2 и 3 капсули, ние препорачуваме 1 на ден, со тоа што знаеме дека тие 12,5 милиарди за заштита или овие 50 милиарди кога антибиотскиот третман, дека ќе го постигнат саканиот ефект за да се врати таа рамнотежа во цревната микрофлора на нормала и побрзо да си го вратиме здравието.
Да, вие го споменавте, тој е важен момент дека треба континуитет во конзумирањето на пробиотиците, но нели во оној момент каде што имаме антибиотици, кога прекинуваме со антибиотиците, не значи да се прекини со пробиотикот. Дали ово истото важи тогаш кога превентивно го пиеме? Можеме да зборуваме за одреден временски период кој што е неопходен за да нели имаме ефекти од конзумирањето на пробиотици, дали и таму и тогаш кога го пиеме за превентивни причини, треба да имаме подолг временски период за да имаме вистински резултати. Единствено нешто што може би некого би го натерало да прекине со користење на пробиотици, би било можда финансиската страна. Треба да го купувам цела година. Но некој кој што нема проблем, зошто би престанал? Нормално, ние луѓето сме такви. Кога ќе ни прекинат симптомите, се чувствуваме подобро, може да се одлучиме да прекинеме. Но тоа не значи дека е така исправно. Ефектите се различни, индивидуални кај секој еден. Нормално, кај некои помали дечиња, може би за 2 недели да го постигнеме ефектот. Кај цревен дискомфорт, кај нелагодност во цревата, надуеност, може за кратко време да добиеме ефект. И нормално, може би тука ќе се одлучиме да прекинеме. Но што ако за кратко време повторно ни се јави? Значи, препорачливо е подолго време да се користи, нормално секој своји можности, цените се одлични, а бенефитот е голем. Тоа што е всушност најважно кога е во прашање нашето здравје, тука не правиме компромис, секогаш сакаме особено за нашите деца. Особено за нашите деца да биде нашето здравје на највисоко можно ниво и ние можеме на многу начини да допринесеме да биде така. Некаде пред крај уште за начинот на чување, бидејќи тоа е нели дел од оние дилеми кои што вообичаено луѓето ги имаат, дали е потребно да се чува на одредена температура, дали е правилно доколку го чуваме на студено место, можеби понекогаш во нашиот фрижидер или нема потреба. Може би некои пробиотици се препорачува да се чуваат во фрижидер, но тоа не е случај со Провен, тие се стабилни. Така производството е толку квалитетно и стабилни се и на собна температура. Нормално може би препорачуваат да се чува во фрижидер во оние тропски краишта кај што се високи температури. Нема потреба да се чува во фрижидер. Мислам дека она што ни гарантира производителот со тие негови испитувања и студии е дека се додека е рокот на амбалажата гарантира дека ефикасноста ќе биде максимална. На максимално можно ниво. Добре, еве сега малку и за вашата работа, нормално и со луѓето, оние кои што сакаат да ги слушнат вашите совети. Лесно им или тешко да го прифатат ова кое што денеска го говоревме, конкретно за карактеристиките кои што ги носат пробиотиците и фактот дека на повеќе начини му помагаат на нашиот организам. Вие ги споменавте тука алергиите, ги споменавме различните возрасти, споменавме превенција, што значи дека ако ги конзумираме тогаш имаме поголема стабилност во нашиот организам. Дали луѓето веруваат во ова и дали прифаќаат дека всушност тоа градење на добар имунитет може да започне многу порано до оној момент кога веќе не се чувствуваме добро и тогаш ги превземаме сите можни чекори. Сакаат ли да слушнат еден ваков совет па да се обидат дали конкретно пробиотиците би им помогнале? Претежно луѓето сакаат да слушнат, сакаат да научат нешто ново, особено ако е нешто за нивното здравје, за целокупното здравје, за имунитетот, за себе, за своите најблиски. Сакаат да слушнат и веќе, да бидам искрен, мислам дека многу го имаат прифатено Провен и користењето општо на пробиотици како заштита и во третман на некои заболувања. Се разбира дека секојаш ќе има и скептици. Некој кој што потешко му е да верува, кој што не се сложува, се разбира дека има и ние затоа сме тука, за да помогнеме со информација, во контакт, во секојдневни разговори, во презентации за ефикасноста и безбедноста. Јас мислам дека баш кај овие вторите, кои што со малку недоверба ќе се постават према користење на пробиотици општо, дека им треба само да пробаат. Еднаш да пробаат и сами ќе осетат бенефит, сами ќе осетат подобрување на здравјето, на имунитетот, намалување во одредени очекувани заболувања, кај некои кои што се предиспозиционирани, кои што се поосетливи, треба само да пробаат
И да мислам се дека уверат лично. да, лично искуство. Нормално тука да не ги забораваме првично и препораките од нивните лекари, Така е, од стручните фармацевтите во аптеки на Зегин, така да тоа се оди по тој редослед, али мислам дека треба да се проба. Да. Затоа и ви благодарам што денеска вие бевте во таква улога со нашите гледачи да ги споделите своите знаења, сознанија, она што нели е стручно подкрепено и нормално да ги дадете најдобрите совети поврзани токму со пробиотиците. И јас сакам да го поздравам вашиот тим, да ви се заблагодарам за убавата соработка која што и понатаму продолжува, така што се гледаме одново во Македонија денес. Ви благодариме и се гледаме. Да, беше тоа доктор Зоран Гершановски, кој што е стручен соработник на Зегин веледрогери, пријатели на Телевизија 24 Македонија денес, благодарение на кој што редовно ги добивате советите поврзани со здравјето и препаратите што ја подобруваат нашата здравствена слика. Пред да го завршиме денешното издание на Македонија денес, нормално дека тука се и спортските вести. Редовно ни ги подготвуваат колегите од спортската редакција, па во продолжение гледаме што е интересно во светот на спортот.